Слушај, право да ви кажам, многу битна работа у животот е човек да знае да го одбере правиот момент кога треба да реагира. Значи, у животот многу пат... Значи, зор човекот многу пати може у животот да има, ама треба да знае кога тачно да го одбере моментот, кога да реагира. Ти земи купшиите, бугаерите што се. Толку време, цело време да си ја дело гомна, и еднаш да не рече чек ми да се забришиме малко. Дојде ред, ни и у Европа горе дојме сега и таму проблем прават. Сега да ми простиш, така ако гледаме, треба да и вратиме малко и страниците на назад. Ни од секогаш со ни сме имале добрососедски односи. Они нели сега инсистират демек на добрососедски односи. Ние сме немале со ни добрососедски односи, ја не знам кој има. Сме имале комшијски односи, сме имале билатерални, сме имале меѓународни најмногу сме имали. Јас сум учествувал у меѓународни односи со бугаерите, посебно делот на сексуалните односи. Ние 11 години поред цело време таму одеме на одмор. Сега да не отварам и ја уста да кажувам како за едно кутијиче мастики што се му правиме таму, или да не кажувам па за едно рало панталони, 3 бугарки може да претераш и очите ќе извадат вечер кога да иземе панталони, чисто дрпат и пак за ни една не. Јас имам за едно комплече 2 обработено иста вечер. На едната горниот дел, на другата сукичката и готва работа. Ама, ја не сум глуп да одам по човечите да зборувам с тоа, као они цело време, што збор де не пишат, бугари де не прават, вакви де не прават, и... Право да ви кажам, ние сме многу толерантни кој у питање оваквото добрососедските односи со бугаерите. Да земеме вак сега на нас да се вратиме. За време војната беме и поробени се, и трусите зулуми се изнаправени, и викаме, ајде сега замежуиме, в прво полувреме да беха ваше. Сега во што го прават, жив резиле што го прават со ваквот со пасошите. Уште на сила да почнат да и терат луѓето, пасоши да вадат. Па у Бугарија, на македонците, бугарски пасош многу побрзо му се дава, отколку кусор што му врачат оваквото у продавни. Да речеме тоа и ајде сега зборуват, второ полувреме, и тоа нека биде наш. Сега и трето полувреме, проблем со трето полувреме, Дарко му бил крив сега за трето полувреме. Јас право така да сикам, конечно еднаш цацко да не е за се крив, ама па и Дарко, зош Дарко да го окривуват, па Дарко е наше дете. Сега, јас имам еден предлог, што предпоставувам дека ќе биде и прифанат на највисоко ниво. Они треба малку да се преиспитат таа работа, но сам блокади ни прават това, ни прават тоа, ни прават. Пази, сега че ни правеле четврто полувреме горе блокада у Европска унија, па пето полувреме, ви можете и 20 полувремиња да сакате, и 20 полувремиња че тераме. Ама, една работа треба да ви е јасна. Ви знаете ли, не само јас, преđe кажа, нели колку време сум учествувал јас у тие добрососедски односи. Многу народ има поминато низ Бугарија, нек се видат сите што се од 30 до 55 години. Нек се проверат убаво, ја мислам толку семенски материјал ние имаме ресајано из ваквото Бугарија, така да многу наши деца шпартат четат по државата, но му после да викат олеле мајко, на некој попис пишман да бидат. И најбитно да прифанат тоа што ја им предлагам, да се направи едно ДНК испитување.
И тука ќе се видиме најубаво кој е кој. И он мислам ќе прифанат. Они ДНК го тумачат како добрососедска номеризација и категоризација. А ни си знаеме што значи тоа. ДНК значи да не е комшијско, тоест од нас да не е. Значи пак ќе пак ќе повторам. Најбитно е да се погоде моментот. Имам ушајли да ви расправам, ама иде момент, мора да одам. Се отчепи луда мара. Се осети, а? K15!